За 20% пораснала просечната плата во државата за последните 10 години, што споредбено со некои европски земји е висок процент. Сепак, овој показател кај нас не упатува на подобар живот. 1000 пати и парно, а сега од Озурево, оти нема ред и перостојка. За перостојка само мене да ме стават за 5 години сите ми реални ни пати ке давам. По 20.000 и чорбаджи и сиромати да живеат. И после да прекнева Македонија. Па вака, животниот стандард сега е добар за тај што има приходи, што има да покрие трошоците. Иначе бедата е присутна ако немаш редовни примања. Ова мислење само ја потврдува точната, но не и омилена статистика, која вели дека просечната плата во 2010 била 20.330 денари, лани 24.025 денари, а во овој момент е 24.517 денари. Дека растот на просечната плата не е индикатор за подобар живот, потврдува и примерот со Бугарија. Таму, во последните 10 години просечната плата е поголема за цели 87%, а бугарите сепак имаат најнизок стандард од земјите во Европската Унија. Ова укажува и дека кројачите на нашиот животен стандард од една страна даваат, но од друга страна земаат, односно џабе е покачувањето на платите, доколку основните и останатите животни трошоци постојано раснат. Нема ништо разлика, значи исто тоа. Работните и доплатите секој 200 евра дават на работникот, цените се повисоки и се повисоко оде. Према платите, а сега има разлика. Има разлика. Важно тоа е. Од друга страна, според податоците на Европскиот синдикален институт, најголеми покачување на просечните плати има во земјите каде се живее најлошо, а тоа се Македонија, Бугарија, Романија и други. За разлика од нив, во Шпанија, Италија и Португалија платите паднале за 1 до 2%. Уште поубедлив пример се Финска и Белгија, каде просечните плати исто така паѓаат, но таму се живее се подобро. Ова веројатно укажува на тоа дека економијата кај нас е инструмент на политиката, а не обратно. Зашто доколку нема раст на производството, популарно наречениот бруто доможен производ, тогаш покачувањето на платите, пензиите, социјалната помош и останатите социјални пакети е практично невозможно. За жал, кај нас реалната политика одамна не е присутна, па затоа воглавно се сведува на ветувања, бројки и статистика, што на крајот резултира со речиси 30 годишно тапкање во место.